Четврток, 10 април 2025. Добра вечер во дневникот на КТВ. Денес во општина Кавадарци градоначалникот Митко Јанчев заедно со служби од локалната самоуправа, представници од ЈП Комуналец и Мој општинар имаше приемен ден за граѓаните. Се разговараше со околу 100 граѓани за нивните проблеми, но и предлози, сугестии и забелешки во делот на урбанизмот, комуналната изградба, како и на други теми, информира од кабинетот на Јанчев. Советот на општина Росоман утре ќе одржи 54-та редовна седница, годишната сметка, извештајот за работа и финансискиот извештај за 2024 на јавното предпријатие за комунални дејности Росоман ќе се најде пред советниците. Советот на општина Росоман утре петок од 15 часот ќе одржи редовната 54-та седница со 16 точки засега на дневниот ред. Првите две точки на истиот се резервирани за годишната сметка, извештајот за работа и финансискиот извештај за 2024 година на јавното предпријатие за комунална дејност Росоман од Росоман. Потоа ќе следуваат и неколку предлог одлуки, и тоа за измени и дополнување на одлуката за утврдување на висина на цените за вршење на услуги према физички и правни лица, за надоместок на членовите на комисијата за штети, за утврдување на вредноста на бодот за исплата на плати на административните службеници во заедничкото јавно предпријатие стационар Шепи Кавадарци, како и за превземање на мерки за заштита од опасност од неионизирачки зрачења во животната средина. Потоа советниците ќе го разгледаат барањето за разрешување на председателот на комисијата за процена на штети, а потоа ќе следува и разгледување на неколку предлог решени, и тоа за разрешување и именување на членови во комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти, комисијата за локален економски развој, за здравство, социјална заштита и заштита на децата и јавната безбедност, за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина и природата, комисијата за земјоделие и комисијата за статут и прописи. Пред самиот крај, советниците ќе разгледаат и предлог програмата за дополнување на програмата за изработка на урбанистички проект и локална урбанистичка планска документација, конкретно за изработка на среднонапонски подземен кабелски вод во катастарска општина Дебреште. На крај, советниците ќе разгледаат и неколку барања за финансиска помош од правни и физички лица. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски синоќа беше во работна посета на општинскиот комитет во Кавадарци. Разменивме мислења со нашите сограѓани и ги слушнавме нивните предизвици и очекувања. Решителни сме, следува период на обнова, економски развој и вистински грижа за секој граѓанин, порача Мицковски после посетата преку Facebook статус. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски на денешната пресконференција соопшти дека објавен првиот пакет на предстојни повици во рамки на програмата Дигитална Европа. Денес Министерството го распишува јавниот повик за заинтересираните дигитални иновацијски хабови за учество во консолидацијата на мрежата на европски дигитални иновацијски хабови ЕДИХ со засилен фокус на вештачката интелигенција во овој повик. Целта на овој повик е зајакнување на европската мрежа на дигитални иновацијски хабови во сите земји членки на Европската унија и земји партнери, обезбедувајќи целосна регионална покриеност. Иницијативата има за цел да ја подобри ефикасноста и капацитетот на ЕДИХ-овите за задоволување на потребите од дигитална трансформација со посебен фокус на развој и употреба на технологии и апликации за употреба на вештачката интелигенција. Избраните ЕДИХ-ови ќе обезбедуваат специјализирани услуги за дигитална трансформација на малите и средните предпријатија, средни компании, но и јавни институции, вклучувајќи тестирање пред инвестирање, обезбедување пристап до техничка експертиза и експериментални капацитети за вештачка интелигенција, обука и развој на вештини, поддршка за преквалификација и усовршување на работната сила во дигиталните технологии, поддршка за изнаоѓање инвестиции, овозможување пристап до јавни и приватни извори на финансирање, мрежно поврзување и пристап до иновацијски екосистеми.
Тоа ќе ја промовира соработката со инфраструктурите за иновации во вештачка интелигенција на Европската унија и други засегнати страни. Изминатата 2024 година, Дигитална Европа избра еден дигитален иновацијски хаб од Македонија да добие престижна ознака Европски дигитален иновацијски хаб и да добие пристап до соодветни средства. Овие средства кои што беа обезбедени од програмата Дигитална Европа во 50% кофинансирање доаѓаат и од владата на Македонија. Оваа година таа можност е отворена и за другите активни дигитални иновацијски хабови или нови иницијативи кои можат да се формираат за време траењето на аплицирањето на повикот. Финансирањето на ЕДИХ доаѓа 50% кофинансирање од програмата за Дигитална Европа, а за останатите 50% апликантите треба да обезбедат оддржливи извори на кофинансирање. Апликантите треба поднесат елаборат до Министерството за дигитална трансформација, кој вклучува опис на институцијата, предлог на услуги и активности, план за кофинансирање и оддржливост, план за вклучување на клучни партнери и очекувани резултати и индикатори за мерење на успешност. Потребните податоци потребно да се испратат на мејл адресата на Министерството за дигитална трансформација digital.europe најдоцна до 3.5.2025 година. Заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски, заедно со заменик министерката Калтрина Зеколи Шакири, денеска остварија работна средба со представници на ЗЕЛС. На средбата се разговара и разгледуваа можностите за воспоставување на законско доуредување на постапката за поставување на урбана опрема, односно можноста за изработка на нов правилник со кој ќе се уредува постапката за поставување на урбаната опрема. Имајќи предвид дека поставувањето на урбаната опрема со сегашните прописи не е унифицирана и секоја општина самостојно ја уредува оваа постапка, сега преку ново решение се очекува да се изготви единствена постапка за поставување на урбаната опрема која ќе важи на целата територија на државата. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Очајни се обидите на ВМРО ДПМН да прикаже некаков раст на платите, кога во реалноста граѓаните осиромашуваат, а секое второ семејство се бори да ги покрие основните трошоци, пишуваат од опозиционата СДСМ во денешното соопштение. Понатаму во истото се додава: ВМРО ДПМН и оваа влада, како ниедна досега, ги запоставија работниците, нивните права и покачувањето на платите. Сега се обидуваат да представат минимален раст кај дел од вработените во јавниот сектор како сопствен успех, иако тоа им следуваше и без нивна заслуга. Откако свесно дозволија цените да одат нагоре без да усвојат ниту една мерка за зголемување на платите, сега се обидуваат да убедат дека граѓаните живеат добро и дека платите растат. Но граѓаните знаат добро. ДПМН се грижи само за сопствените партиски интереси. Тоа се гледа низ секоја нивна политика и постапка. Ниту ги заштитија граѓаните од алчните трговци, ниту ја спречија инфлацијата, ниту понудија вистинска финансиска подршка во кризата. Не се справија ниту со проблемите со парното и струјата, чии цени отидоа до небо. Предоцна е владата да се вади со лажен пиар. Граѓаните веќе ги почувствуваа нивните економски политики и тоа на своја кожа, стои меѓу другото во соопштението од СДСМ. Венко беше фатен жив во шема за земање провизија за вакцини за ковид во аферата Стабри, обвинија денеска од ВМРО ДПМН. Венко Филипче беше фатен жив во шема за земање провизии за вакцини за ковид во аферата Стабри. Тој нема никаков кредибилитет да си поднесе оставка. Имено, Венко Филипче сакаше да набави кинески вакцини против ковид во ек на кризата преку фирма регистрирана за тргување со банани и јужно овошје. Оваа фирма со име Стабри е формирана само 3 месеци откако СДС дошле на власт во 2017 година. Коинциденција или не? Филипче како министер сакаше да ги купи вакцините преку Стабри по цена од $62, во услови кога другите држави ги купуваа по најмногу $30. 200.000 вакцини, кои Филипче сакаше да ги набави, ќе беа платени $6 милиони поскапо. Затоа каде требаше да завршат овие $6 милиони, Филипче и ден денес молчи.
Овој сериозен криминал во обид беше спречен единствено со огромниот медиумски притисок и притисокот на ВМРО, ДПМН и јавноста. Тоа што овој криминал во обид беше спречен не е олеснителна околност за Филипче како политичар, кој мора да одговори. Каде требало да завршат 6 милиони долари од набавката на вакцините и дали фирмата Стабри има врски со СДС и него лично, со оглед на тоа дека е формирана само 3 месеци откако тие дошле на власт. Оваа афера покажува дека Венко Филипче нема кредибилитет. Исто така, ова е доказ за што се бори Филипче и зошто е во политиката. Филипче се надева на власт и на можност повторно да прави вакви шеми. Венко Филипче е без кредибилитет и прочитан од народот. Венко Филипче веднаш да си поднесе оставка. ДПМН продолжува со старата матрица на лаги, дезинформации и неосновани напади врз председателот на СДСМ Венко Филипче, реагираа од СДСМ на пресконференцијата и обвинувањата од ВМРО ДПМН. Ништо од кажаното за набавката на вакцините не е точно. ДПМН врти стари лаги во ново пакување. Јаловите напади, очајните лаги и невистини за Филипче го одразува стравот на ДПМН од неговото лидерство, исправноста на политиките и вистинските промени што се случуваат во СДСМ. Впрочем, лагите на ДПМН за Филипче ги демантираше и антикорупцијската комисија. Официјално ДКСК го затвори предметот за имотот на председателот на СДСМ Венко Филипче, потврдувајќи дека се е чисто и нема никакви неправилности околу неговиот имот, се наведува меѓу другото во реакцијата од СДСМ. Продолжуваме со спортот, пренесуваме реакција на ГРК Тиквеш по случувањата на надпреварот со Алкалуит од минатото коло. Градскиот ракометен клуб Тиквеш денеска излезе и со официјално соопштение за случувањата на надпреварот од второто коло од ракометниот плейоф на гостински терен против екипата на Алкалуит. Соопштението ви го презентираме во целост. Во согласно со последните соопштенија со кои излегоа клубовите од Македонската Суперлига врз основ на последните случувања на надпреварот, одигран нагости кај ракометниот клуб Алкалуит, Градскиот ракометен клуб Тиквеш 2014 не сака и не може повеќе да остане нем и слеп на повеќе годишното неправедно однесување, особено не после навредите и недоличните зборови и однесување од страна на тренерот на ракометниот клуб Алкалуит и селектор на нашата ракометна репрезентација Кирил Лазаров. На надпреварот од второто коло од плейофот, кој се одигра на 6 април, тренерот на ракометниот клуб Алкалуит Кирил Лазаров од непознати причини во 28-та минута од надпреварот започнува да им се обраќа на нашите ракометари со погрдни зборови, пцовки, нарекувајќи ги нашите играчи провинцијалци и викајќи им со зборовите: "Од каде дојдовте?" Во 29-та минута од надпреварот, делегатот на надпреварот Душко Камишевски го запира надпреварот со укажување на судиската двојка на ваквото однесување дека треба да се санкционира, при што на тренерот Кирил Лазаров му е даден жолт картон, но при продолжување со ваквото однесување, судијата не се одлучува да додели 2 минути исклучување, каде предходно во 12-та минута од надпреварот е санкциониран нашиот тренер Кристијан Грчевски со жолт картон и при драстично помала реакција од онаа на Кирил Лазаров веднаш е санкциониран со 2 минути исклучување. Ние не сакаме да бидеме лути на судиската двојка. Оваа судиска двојка делеше правдата и на надпреварот од регуларниот дел на 3 октомври 2024, тогаш на наш домашен терен и тогаш со сличен однос од страна на тренерот Кирил Лазаров, пак со победа, но како што дознаваме, судиите биле ставени на ладење во наредните 3 кола од машката ракометна Суперлига, затоа што на гостите не им било по вкус судењето. Како после ваквата прикажана моќ да очекуваме да се однесуваат?
Ова се случува во континуитет низ годините. Судиските парови се повторуваат на меѓусебните надпревари, реакции, тензии, лобирање на ракометари, советување на место во репрезентативниот список, медиумски линч од страна на селекторот дека ние клубовите не работиме со ракометарите, иако селекторот не нема ниту еднаш посетено. Ракометот е спорт број 1 во Македонија, а ние како клуб не поддржуваме вакво насилство, а особено не од селекторот на нашата репрезентација. Ги охрабруваме новите челници на Ракометната федерација на Македонија секогаш непристрасно да превземат чекори, да го доведат системот на надпреварување до перфектност, особено во овие фази на решавање на титула и места кои водат во европските лиги, и да се залагаат за што почести состаноци со клубовите заедно. Ги охрабруваме и сојузите на суди и делегати со целата своја спрега на искуство и знаење да се вклучат во процесите на системот за надпреварување. А исто така сметаме дека е редно време да го започнеме процесот на формирање на Сдружение на ракометни клубови во Македонија, за кое формирање сметаме дека ќе ја добиеме поддршката и од Ракометната федерација на Македонија. Таму се решава ова, а не преку медиуми. Во недното 19-то коло во третата македонска фудбалска лига група Југ помина без изненадувања. Венец загуби од Превалец, Дреново го доби Бучин, а Росоман доживеа дебакл на гостувањето кај лидерот Големо Коњари. Фудбалските третолигаши од групата Југ вчера го одиграа вонредното 19-то коло. Во дербито на колото Венец во Долни Дисан беше надигран од тимот на Превалец и загуби со 1:4. Екипата на Росоман имаше тешко гостување кај лидерот Големо Коњари и доживеа вистински дебакл во поразот од 7:1. Дреново конечно одигра добар надпревар и го совлада Бучин со 5:1. А Пито Гули во Крушево во локалното дерби загуби од екипата на Младост од Кривогаштани со 1:2. Во второто локално дерби во Прилеп, Лазними и Ултрас одиграа надпревар со многу голови, 5:5. Слободни во ова коло беа екипите на Башкими и Слого од Лажени. Големо Коњари ја задржа лидерската позиција со 41 бода, во чекор го следи Превалец со 38. Овие две екипи сега се одлепија на врвот, бидејќи Младост и Башкими собраа по 32 бода. Венец остана на 5-то место со 28 бодови, исто како и Росома на 6-то со 26. Дреново сега е на 11-то место со 11 освоени бода. Судиите рекоа стоп за македонската кошарка. Заради штрајкот на кошаркарските судии, сите надпревари се одлагаат до нова одлука. Кошаркарскиот плей-оф и плей-аут требаше да стартува овој викенд, но тоа нема да се случи, откако кошаркарските судии донесоа одлука за штрајк, бидејќи веќе немаат намера да ги слушаат лажните ветувања додека им се должат пари. Судиите претходно предупредија дека си ги бараат парите што им се должат за претходните 3 месеци, а откако барањето не им беше исполнето, на вчерашниот состанок донеле одлука за стапување во штрајк. Ова практично значи дека ќе нема ниту делегирање за предстојните надпревари кои требаше да се играат викендов во сите конкуренции. Судиите бараат да им се исплатат долговите од Федерацијата, од втората полусезона во првата лига мажи, од прва А и прва Б лига жени и од трета лига мажи. На судиите им должат и клубовите, и тоа за младинските лиги, како и за втора и трета лига мажи. Исто така, судиите побараа на крајот на сезоната да се одржи состанок по предлогот за значително зголемување на таксите за службените лица. И додека судиите вчера одлучуваа дали ќе штрекуваат, екипата на Про Баскет од Кавадарци го одигра првиот бараж надпревар за опстанок во елитата против екипата на Струга. Кавадарчанки во една доминантна игра славеа со 80-60 и во пооптимистичка атмосфера ќе го чекаат реваншот.
Има кавадарченки во еден момент и плюс 30, но бидејќи во оваа фаза се игра на 2 победи и не е битна кош разликата, домакинот застана, а тренерот Атанас Димов им укажа шанса на речиси сите од клупата. Кога ќе продолжи да се игра кошарка во нашата држава, знаат само господата судии, кои со овој потег ја ставија во заложништво севкупната македонска кошарка. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност, ќе дува умерен во источните делови долж по Вардарието, повремено засилен ветер од северозападен правец, температурата ќе се движи во интервал од 2 до 18 степени. Во сабота ќе има локални врнежи од дожд и ќе дува засилен северен ветер над 70 км на час. Прогнозата за времето беше последна содржина во Дневникот. Благодарам што бевте со нас, имајте пријатни мигови.